Нештата се случуваат молневито и како на филмска лента. Толку брзо што едва и успеваме да ги забележиме, а камоли да ги процесираме како што треба. Тоа е всушност дел од планот. Бомбардирање со настани, информации и содржини, при што мозокот во самоодбрана почнува да одбива да ги прима. Дел од она што имам да ви го кажам, неминовно ќе биде изразено на фигуративен начин, заради опасноста од цензура. Затоа метафорите во рака и да видиме што се случува околу нас. Во едно од претходните видеа зборував дека ветениот втор бран доследно почна на почетокот на октомври, а веќе кон средината на октомври јас го дефинирав во бродоломна фаза. На крајот на октомври, фазата е пред тотална апокалипса. Но ако пролетта годинава верувавме дека навистина имаме пандемија, сега се погласно го слушаме зборот пландемија. Плоштадите на големите европски градови како Берлин, Прага, Милано, Неапол вријат од протести на незадоволни луѓе. Од столи се незадоволни овие примитивни европјани. Причината е повеќе од очигледна. Ама бидејќи ние во Македонија секогаш и за се сакаме да бидеме поголеми католици од папата, спроведуваме мерки безпоговорно. Веројатно насекаде се приближува точката на вриење. Ама ние, бидејќи сме од подсврст материјал, ова иронично, ја чекаме точката на топење. А знаете зошто се топи металот? За да биде обликуван по волја на тој што го топи. И сега, ќе вриеме како западњациве или ќе се топиме балкански? Прашањето веќе не е кој ќе преживее ќе раскажува, туку кој не полуди ќе раскажува. Го подготвувам ова, мерките во Италија строги, ама некако подносливи. Мерките во Македонија со закон Орвеловски. И пак тоа не е најлошото нешто. Од блиски луѓе ми стигнуваат информации за локдаун во Германија и Франција. Крај на октомври, а бурата на вториот бран дрма апокалиптично. Седмиот ангел дува во седмата труба. Каде е крајот? На ова мое видео нагласував како аерозагадувањето е директен чинител за респираторни заболувања во прв ред, но исто така е причинител на кардиоваскуларни заболувања и најразлични видови на рак. Ама по се изгледа беше се уште топло кога го објавив, имаше зелена вегетација и кратката меморија имаше потешкоти да се поврзе со реалноста на проблемот. Но откако Скопје го затекна една ваква ноќ, излезе пак духот од шишето наречен скопски смог. Забележете дека во мрак е видлива обоеноста на облакот кој го покрива градот. Драги мои, јаглерод диоксид, станувам досаден со ова, е газ без боја, мирис или вкус. А ова што се крева нагоре и како лош дух го покрива Скопје, се аеросоли, исполнети со наночестички од најразлични супстанции. Сите која од која потоксична и поканцерогена. Летово имавме избори, а ниту една политичка сила не го спомена проблемот со загадувањето или евентуалните решенија за него. Ама затоа и понатаму сме сведоци за сечење и уништување на градското и севкупното зеленило. Тие на амазонските шуми им влегува со секирата, па за пар дрвја во Скопје ќе правиме проблем. И сега сите се крстиме во некакви наводни мерки и нормално маски за одење во тоалет, во спална и под туш. Маска is the new sexy. Оние што зборуваат за превентива се заговорници. Оние што зборуваат за здрава исхрана и витамини се исто така заговорници. Оние што зборуваат за можна терапија, двојни заговорници. Само вакцина е лекот. Амен. Намерно велам вакцина е лекот. Ако не сте знаеле, секој патентиран лек после извесен број на години преминува во јавен посет и може да биде произведуван од било кој овластен производител. Типичен пример е парацетамол. Додека патентот на вакцината е за навек. Ви светнува некоја светилка со ова? Втор момент за создавање нездраво население е лошата исхрана. Јадењето на храна со многу волумен и малку супстанца е директна последица на сиромаштијата. Што од овие феномени
ќе победиме со меркиве кои очигледно ќе произведат уште поголема сиромаштија. Например, европските земји и Америка тоа моментално го компензираат со ненормално издавање на валута без покритие. Европскиот фонд за ублажување на последиците кој беше поделен на државите по години од првиот бран изнесува над 600 милиарди евра, од кои само на Италија и беа дадени 209 милиарди. Во Америка изгледа таа бројка е 2 трилиони долари. Каков ефект ќе има печатењето на овие суми валути? Ако не сте го погледнале видеото за пари и валута на овој канал, погледнете го и ќе ви стане јасно. Кога ќе биде готово, на срушената економија и со огромни суми валута во оптек, инфлацијата ќе биде цунами многу пострашно од COVID-19. На Македонија кој ќе даде пари? Ви текнува за ваучерите од летово? Сега нив ќе ги компензираат со казни. Ама сепак, свежи вризгување нема. Економијата, она малку реален сектор што постои, како што каже еден релевантен политичар, тие што нема да работат рентабилно, ќе оставиме да пропаднат. Она што вознемирува е ставот или ставовите на така наречената струка. Имаме се и се спротивно од се. Допред ова лудило, инфективните болести се диагностицирале на два начина. Или преку препознавање на симптоми, или преку лабораториски наод преку анализа на крв. Сега имаме единствен меродавен PCR тест. Да го цитирам професор доктор на науки, инфектологот Вело Марковски, дури и да имате позитивен серолошки тест кој означува прележена болест, значи здрав пациент, системот единствено ја прифаќа потврдата од два последователни негативни PCR тестови. Сега, откако полудев од читање и слушање на објаснување на тоа што е PCR тест, направив едно мое објаснување кое сватете го како муабет пред кооперација. Значи не е научно тврдење, само толкување на еден јутјубер. Значи се зема бриз, кој во себе содржи се што може да се најде во носот или грлото на пациентот. Флора, генетски материјал, секрет и така натаму. Овој материјал не овозможува анализа на составот. Евентуалното присуство на вирусот е невидливо на овој стадиум. За да биде видлив, со ним позната процедура се амплифицира 20 до 30 пати, така зголемената содржина дава позитивен или негативен резултат. Сега, бидејќи нели муабетот е пред кооперација, ви го објаснувам ова преку еден споредбен пример. Земам мал гуштер, го зголемувам 20 до 30 пати и ви го покажувам застрашувајќи ве дека тоа е змеј. После ова, друштвото пред кооперација прснува во громогласна смеа. Сега, верувам, сите вие сте го почувствувале малку или повеќе истото чувство што го имам и јас. Во почетокот страв, па збунетост, па љубопитност. Потоа чувството преминува во летаргично нетрпение. Но дека забележувате како кај повеќето функционира експериментот на жабата која е ставена во вода, која постепено се загрева, никогаш не излегува од водата и останува да се вари во неа. Само заради благото и постепено покачување на температурата. А вие како глас надвор од хорот, почнувате се погласно да негодувате. Нема потреба да зборувам за сите научници од разни компетентни области, медицина, фармакологија, биологија и слични, кои се гласно против. Може би еден ден да направам сумирано видео само за тоа. Дури ни ова видео не беше планирано да го направам, но брзиот развој на настаните едноставно ме измести од планираниот циклус на видеа за робовладетелството. Сега при крај, една дилема. Ако велат дека за тестови се чека и дека е најбрзо на приватно, а сепак на дневно ниво имаме како минимум 2000 тестови, или некој масовно тестира, или населението масовно паничи па се тестира на приватно. Без многу тестови математички се невозможни многу позитивни. Да не го нагласувам апсолвираното дека нема знак на равенство меѓу позитивни и заболени. Мојата порака е дека треба да имаме позитивистички наместо фаталистички став. Ништо не е така катастрофално како што се представува. Од COVID-19 се излече и Берлускони со своји 84 години и постоечки кардиоваскуларни проблеми, и Бриаторе со своји 70 години.
Во контекст на ово последново веднаш ги замислувам приговорите дека се имотни и со статус. Затоа се навратив на еден документ кој целиот овој период ми иде на ум. А тоа е Универзалната декларација за човекови права. Исклучително важен документ кој ќе го приложам во описот на ова видео, но овде е битен вториот член кој вели: секој има право на сите права и слободи наведени во оваа декларација, без разлика на каков било вид, како што се раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг статус. А што се однесува до идеите за законски измени во врска со контрола на бројот на луѓе собрани во еден дом, членот 12 е кристално јасен. Никој нема да биде изложен на произволно вмешување во неговиот приватен и семеен живот или домот, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на заштита со закон против таквото мешање или напади. Случаите на цензура, фактографски проверки и оневозможување на слободен проток на информации на кои сведочиме периодов, исто така се косат со членот 19 од истава декларација. Секој има право на слобода на мислење и изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење, без никако вмешување и да бара, да прима и да дава информации и идеи преку медиумите и без оглед на границите. Член 20 е негиран со забраната на масовни собери. Член 23 со идеите седи дома спаси живот. Членот 25 со социјалната нееднаквост и пред се составањето на здравствениот систем само во функција на COVID, запоставувајќи скоро се останато. Како што можеме да забележиме, еден таков фундаментален документ кој е основа за многу национални, меѓудржавни и меѓународни правни регулативи, со мерките анти-ковид е игнориран и занемарен. Сега, за волја на вистината, ѓаволот е секогаш во деталите. Членот 29 остава на секое поедино законодавство да ги даде рамките на дадените права овде, вклучително и нивното ограничување. Секој има должности кон заедницата во која единствено слободниот и целосен развој на неговата личност е можно. Во остварувањето на своите права и слободи, секој човек ќе подлежи само на оние ограничувања што се определени со закон, со единствена цел да се осигура должното признавање и почитување на правата и слободите на другите и да се задоволат предметните барања на моралот, јавниот ред и општата благосостојба на едно демократско општество. Овие права и слободи во никој случај не може да се остварат спротивно на целите и начелата на Обединетите нации. Ово последново многу ме потсети на главниот аргумент со кој се бранија обвинетите во Нирнбергскиот процес, велејќи дека постапувале по закон и по наредби од нивните претпоставени. Тоа е точно. Исто како што е точно дека истите тие закони овозможиле извршување на злосторства против човештвото. Во целава апокалиптична состојба сепак има светли ликови. Еден таков лик е доктор Рајнер Фулмич, германски адвокат, име кое верувам се почесто ќе го слушаме во периодот што е пред нас. А за светлината, дозволете поетски да ве поздравам со стиховите од поемата на Рацин, Елегии за тебе, како своевиден омаж на мојот псевдоним. Изцедете, ограбете, пот и труд и меса голи, уста пуста затворете, да не каже од ти боли. Очи црни ископајте, да гледајат не давајте, раци машки прекршете, срце лудо наранете, угаснете и светлини, мрак да биде, каракамен. Има в темнината нешто живо пак да свети, има болка на душата, има души наранети. Болка боли, болка гори, болка тече, душа мори, а болката кога свети, тешко клети. Јас сум Татунчо, драги пријатели, а вие бидете светлина во оваа доба на мрак. Секој добро.